Преспанското езеро е веќе во фаза во која и жителите и експертите како да го очекуваат крајот. Речи се известно дека едно од најстарите природни езера, не само во регионот, туку и во Европа, неиминовно води кон пресушување. Последиците од климатските промени, кои се засилија во последната декада на глобално ниво, како само да се вклопија во општиот наратив дека против природата не се може, и како да се амнестира човечкиот фактор кој најмногу придонесува за уништување на водите во Преспа. Но дали конечно постои јасна волја и визија како да се спаси Преспанското езеро од целосно исчезнување? Јас сум Христијан Станојевиќ, а вие слушате новата епизода на подкастот на Тарата Балкан. Неодамна се одбележа Светскиот ден на животната средина, а токму Преспанскиот крај, како еден од најпогодените, повторно беше во фокусот на вниманието поради проблемите со одржливоста, загрозувањето на биодиверзитетот и квалитетот на животот. Проектот Европската унија за Преспа, со кој се предвидени 20 на милиони евра, ќе овозможи, меѓу другото, изградба на фекални канализации и пречистителни станици во повеќе преспански села. Почнуваме многу важен проект за овој регион, а тоа е третирање на атмосферските води, односно изведба на канализациони системи за да се зачува биолошката разновидност околу Преспанското езеро. Овој регион треба да ги привлекува сите туристи за да бидат сигурни дека животната средина може да се зачува. Овој проект придонесува кон зачувување на животната средина. Истакна амбасадорот на делегацијата на Европската унија во Скопје, Михалис Рохас. Освен изградба на канализацијска мрежа, проектот опфаќа и одржливо управување со природните ресурси, намалување на употребата на пестицидите во одгледувањето јаболка и спречување на прекомерното испумпување вода за наводнување на земјоделските насади. Тоа што е поважно е заложбата на Европската унија да ја поттикне меѓународната соработка на македонска, грчка и албанска страна на Преспа. Преспанското езеро е дом на над 2000 видови птици, риби, цицачи и богата фауна, на кој им е неопходна водата за да не исчезна целосно. Езерото старо меѓу 1 и 5 милиони години изгубило 7% од површината и половина од волуменот помеѓу 1984 и 2020 година. Понатамошната деградација може да биде катастрофална за локалниот екосистем, но и за соседното Охридско езеро, кое се наоѓа на 10 км западно. Охридското езеро, за да го одржи своето ниво, се потпира на подземните водни текови на Преспанското езеро, кое поради местоположбата е на повисоко место. Сепак, долгорочните последици се чинат како проблем на некоја идна генерација, додека сега фокусот е ставен на економска експлоатација и одржување на воспоставените норми и навики кои тешко се менуваат. Тоа беше се за оваа епизода на Балканкаст. До следниот пат, останете информирани и чувајте ја вашата околина.